Свечено беа доделени дипломите и плакетите на дечињата кои учествуваа на 30-тото јубилејно издание на фестивалот за деца Весело Штурче. Градоначалникот на општина Штип на сите учесници им ги додели дипломите и посочи дека фестивалот за деца Весело Штурче представува бренд на градот Штип. Годинава на фестивалот Весело Штурче се промовираа 21 нова композиција, каде настапија 25 дечиња, 10 во хора, 4 дечиња беа дел од бендот. Денес ќе се сретнеме, ќе се заблагодариме на овогодинешните учесници на јубилејното 30-то издание на фестивалот за деца Весело Штурче, кој што е бренд на нашиот град Штип. Благодарение на Филип Стефановски и Ирена Стефановска успеавме да го возобновиме после долги години овој фестивал и еве годинава да одбележиме 30 години од постоењето на Весело Штурче. Сите ние сме растеле со песните на Весело Штурче и на овој детски фестивал и сум сигурен дека и овие песни кои што годинава се испеани благодарение на учесниците, на дечињата кои што зеле учество, со овие песни ќе растат идните млади генерации. Навистина ствараме едни здрави вредности, ги насочуваме и го трасираме патот на младите дечиња кои што учествуваат на фестивалот да се сретнат со сцената, со публиката и да се влюбат во музиката. 30-тото јубилејно издание на фестивалот за деца Весело Штурче врежа нови спомени во срцата на младите музичари, посочи и организаторот на Весело Штурче Филип Стефановски. И со овој настан ќе го затвориме 30 годишното јубилејно издание на Весело Штурче. Денеска настанот е свечено доделување на дипломи и плакети на дечињата кои учествуваа на ова 30 годишно јубилејно издание. 30 годишното издание помина во најдобар ред, беше навистина прекрасна сцена, имаше 21 нова композиција, настапија 25 дечиња, 10 дечиња во хори, имавме 4 дечиња кои што беа дел од бендот на Весело Штурче. Јорданов посочи дека локалната самоуправа секогаш ќе даваат поддршка на вистинските вредности на ентузијастите и на оние кои што се вложуваат. Но и организаторот посочи дека поддршката од локалната самоуправа е секогаш на прво место.